Здраво на сите. Особа А, регрутер во Сивус. Особа Б, исто така регрутер. Накратко ви се представиме секако. Најпрво би сакала да ве запознам што значи нашата позиција во рамките на една компанија. Значи, регрутери, како регрутери, наша работа е врз основа на потребите на компанијата, да ги најдеме вистинските луѓе и да ги поставиме на вистинските места. При тоа ги користиме социјалните медиуми како главна алатка. Тема на нашата денешна презентација ќе биде како преку онлайн социјалните мрежи да стигнете полесно до работата што ја посакувате или таа да ве најде вас. Само накратко повторување за тоа што представуваат онлайн социјалните мрежи, че тоа се заедници на луѓе со исти или слични интереси, кои што во рамките на таа заедница делат најразлични информации. Колку пошироко ја сплетете мрежата во рамките на заедницата, толку повеќе ги зголемувате шансите да најдете работата што ја посакувате. Меѓутоа, не е доволно само да бидете многу поврзани во рамките на едната заедница. Туку, исто така, постојат и многу други работи за кои што ќе позборуваме во текот на оваа презентација, кои што ќе ви помогнат да стигнете до посакуваната цел. Во минатото, најчесто слободните позиции компаниите ги огласуваа во весници. Денес, како се развиваат општествата, се повеќе регрутацијата се шири во тие социјални мрежи. Значи, не само огласувањето на слободните позиции, туку и барањето, односно пристапувањето на регрутерите кон потенцијалните кандидати, се прави преку социјалните мрежи. Постојат голем број на социјални мрежи. Битно е да имате профил на повеќето социјални мрежи и да ја ширите вашата мрежа, бидејќи мрежата социјалните медиуми немаат граница. Тука би го поставила прашањето: кои се оние основни социјални мрежи кои што ги користат компаниите за регрутирање на кандидати? Земајќи го во предвид нашето долгогодишно искуство како регрутери, а воедно земајќи ги во предвид и светските трендови во регрутацијата, компаниите и регрутерите се повеќе ги огласуваат слободните работни места на LinkedIn, Facebook, Twitter и Google+. Со тоа што LinkedIn е единствена од овие 4 која што е строго професионална, меѓутоа во последно време регрутерите се повеќе ги користат Facebook, Twitter и Google+ за да дојдат до соодветните кандидати. Сите знаеме дека на овие мрежи постојат голем број на корисници, значи има многу профили. Тоа што треба да направите е да се издвоите од толпата, односно да бидете специфични во тоа што го имате на вашите профили. Да изградите свој собствен имидж за да можат компаниите и регрутерите полесно да ве најдат и да бидете подобро запаметени. Исто така многу е важно доколку сите овие профили ги користите за истата цел, а тоа е да најдете работата која што ја посакувате, информациите во врска со искуството, интересите и вашата експертиза да бидат конзистентни во сите профили. Доколку сакате да аплицирате за одредена работна позиција во некоја компанија, секако испраќате ваше CV. Прво нешто што ќе направат луѓето од HR или од рекрутмент департментот е тоа што ќе го изгуглаат вашето име и презиме. Прво нешто што би запрашала и што вие треба да се запрашате, дали ќе ве најдат. Под ова подразбирам, значи доколку ве најдат, што тоа ќе каже за вас. Односно, дали информациите кои што вие сте ги дале во CV-то од аспект на тоа интереси, кои ви се и каква позиција би сакале да имате во иднина, исто така е многу битно, значи да тие информации да конзистираат со информациите дадени во самите профили. Доколку имате среќа и стигнете до интервју, многу битно и на самото интервју, точно да бидете спремни за информациите кои што веќе сте ги дале на тие социјални мрежи, односно на вашите профили и информациите во самото CV. Колешката претходно ви постави прашање дали може да ве најдат. Меѓутоа, и што ако ве најдат? Досега во неколку наврати споменавме како социјалните мрежи може да бидат ваш пријател во наоѓање на работата што ја посакувате. Меѓутоа, во одредени ситуации, тие може да бидат токму спротивното. Во зависност од позицијата за која што сте аплицирале или во зависност од позицијата за која што ве таргетирала одредена компанија или рекрутер. Некој пат треба да внимаваме малку со сликите кои што ги постираме, со статусите, со твитовите, затоа што некој пат во зависност од корпоративната култура на компанијата и позицијата, овие работи можат повеќе да одат во наша штета отколку во наша корист. Затоа внимавајте кога праќате некаде CV со ваше име, презиме и информации, тоа име, презиме и информации да не дадат друга слика за вас кога ќе ве пребараат на интернет.
Ако до сега повеќе разговаравме, споменавме за тоа како вие да ја најдете работата од вашите соништа, сега повеќе би се фокусирале на тоа како самите компании да ве најдат вас. Социјалните мрежи, кои што ги спомна Марија, јас би издвоила LinkedIn како професионална социјална мрежа, каде што се сорсаат редовно кандидати. Освен тоа што треба да имате профил на LinkedIn, треба да бидете и активни. Значи, како би се издвоиле од таа цела толпа на профили кои што постојат на LinkedIn? На LinkedIn имате можност да се поврзувате во групи. Максималниот број на поврзување во групи е 50 групи. Преку тоа поврзување во групи имате можност да додавате се повеќе и повеќе конекции во својата мрежа, односно да се поврзувате. Можете да учествувате во дискусии каде што би поставувале прашање и секако би одговарале на прашање. Нешто што е најбитно и што би требало да го споменеме, никако да не спамирате. Има уште една работа што е многу битна, доколку сакаме да направиме социјалните мрежи да работат за нас, односно доколку сакаме регрутерите или компаниите да не најдат, а не ние да ги бараме. Сите ние кога правиме профили на одредени социјални мрежи, прво што правиме се поврзуваме со луѓето кои што ги познаваме лично, односно со нашите пријатели. Меѓутоа, нешто што треба да направиме е да размислиме и да погледнеме малку подалеку и да почнеме полека да шириме нашата мрежа на професионални контакти. Односно, да почнеме да се поврзуваме со луѓе кои што можеби работат во индустријата во која што ние се гледаме во иднина да работиме. Или можеби работат во одредена компанија во која што ние би сакале во иднина да работиме. Зошто е ова важно? Затоа што во одредени ситуации, кога во рамките на таа компанија или индустрија, тие луѓе слушнат за некоја работна позиција која што одговара на вашиот профил, може да ве препорачаат или да ви го препратат огласот. Затоа поврзувајте се повеќе со луѓе кои што можете да ги користите како професионални врски. Не чекајте да дојде момент кога овие луѓе ќе ви требаат, туку навреме обезбедете си широка мрежа за да може да ја искористите во моментот кога ќе ви затреба да најдете работата што ја посакувате. Ова CV што го гледате е класично CV со кое што верувам дека сите од нас некогаш аплицирале за одредена работна позиција во одредена компанија. Ова CV со тек на време верувам дека ќе стане минато. Бидејќи пред се ве ограничува, значи е достапно само за компаниите во кои што вие сакате да аплицирате. Иднината на CV-то е во онлайн профилите. Овој тип на CV е достапно за сите, дури и за тие кои што во моментот ве немаат во конекција, а би сакале да ве додадат во конекција. Затоа, пуштете го вашиот пајак уште денес да ви ја сплете мрежата. Мислам дека е време да ви се представиме. Јас сум Татјана Јовановска. Јас сум Марија Ивановска. Нашата денешна тема беше како, користејќи ги социјалните медиуми, да стигнете полесно до работата што ја посакувате. Сега ќе мора да станеме, пошто има само еден микрофон, за да може и ние да го дадеме во публика доколку имате прашања. Може слободно да ни поставите. Го очекувавме прашањето, да. Значи вака, не зборуваме за лажење. Не зборуваме за лажење, туку зборуваме да бидете малце покреативни кога ги правите вашите профили. Дури и доколку немате искуство, пошто познато е дека регрутерите најчесто на овие социјални мрежи ги бараат луѓето кои што имаат многу искуство, односно некакви експерти. Што станува со оние кои што немаат многу работно искуство и немаат многу што да понудат? Значи, тука имаш можност да ги дадеш твоите интереси, твоите цели, како што спомена Татјана, да учествувате во рамките на групните дискусии кои што ги нудат овие социјални мрежи, а кога споменавме да бидат конзистентни информациите и да внимавате што е тоа што го постирате, че тоа е нешто што на светско ниво е нешто на што многу се внимава. Значи, бидете професионални и градете го својот имидж еднакво како во CV-то, така и онлайн. Говоривме на прашањето. Сивускава компанија ова го практикува во изминатите 6-7 години. Сега се почесто, меѓутоа пак ќе напоменам, во одредени индустрии, каде што има практично тепачка на пазарот за кадри, се повеќе го користат и тие компании. Значи, генерално, ако збориме за LinkedIn и контактирање на кандидати директно од страна на компанијата, тогаш веќе збориме за headhunting. Генерално, значи, во software development
компаниите кои што работат во таа индустрија, се повеќе и повеќе се користи тој начин на регрутација. Јас уште еднаш би напоменала, многу мал број од трудот на пазар, на некој начин, значи генерација 88-92, многу малце имаат профили на LinkedIn. Веројатно е тоа поради тоа што се размислува или се мисли дека немаат работно искуство и немаат што да напишат на тие профили. Меѓутоа, сепак може да ставите проекти кои што сте ги работеле на факултет, кои што ви биле интересни, и тоа е доволно, бидејќи сепак компаниите вработуваат некогаш и луѓе без работно искуство. Негде мислам дека имаше прашање. Мене ми е слично прашањето. Мене ме интересира колку ги знаете вие бројките и колку посто од вработените во Сиву се вработени на ваков начин и какво искуство имате со оние што ги викате на интервју од LinkedIn и колку од нив сте вработиле? Всушност. 90% од луѓето кои што се вработени во Сиву се најдени преку социјалните мрежи. Зборувам за оние луѓе кои што имаат искуство. Додека пак оние 10%, 5% отпаѓаат на луѓе кои што сами се пријавуваат на нашиот џоб сајт и другите 5% се преку референции од колегите. И сега ме праша колку од нив викаме на интервјуа? Ги вработуваме. Значи самото тоа што кажав дека околу 90% од луѓето што ги вработуваме ги наоѓаме преку социјалните мрежи, значи за нас е многу позитивно, да. Сите. Не знам дали IT таква индустрија. Не, сите ги прифаќам. Значи, верували или не, луѓето се многу отворени да слушнат што имаат другите компании да им понудат. На почетокот, кога почнавме да ги користиме овие социјални мрежи, ние бевме малку скептични, луѓето имаат работа, како ќе дојдат, зашто би дошли и така натаму. Меѓутоа, тоа е една скроз друга тема, која што можеби некогаш ќе имаме прилика да ја разговараме, што е тоа што треба да им го понудите на луѓето кои што имаат работа за да сакаат и да се заинтересираат да дојдат на интервју. Така да тоа е тоа нешто што го користиме, меѓутоа во некоја наредна прилика. Благодариме. Фала ви многу.